Зошто тогаш би очекувате дека Струмичани би гласале за вас? Па не знам и јас се прашувам. Но вие се понудивте. Па да, понуден сум. Треба нешто да им ветите, треба да знаат зошто вас ве бираат. Многу луѓе ме Оти познават мене како таков и имат доверба во мене дека ќе средам многу работи во градот. Затоа треба што да слушнат и другите. Малку и разбравме кои ви се вашите планови, идеи. нема планови, Оти отпосле едно е да искритикувате, но треба нешто и да понудите. критика, не? само критика. Ама сите критикуваат, треба да вие сте градоначалник. Вие треба да решите нешто. Ќе решам отпосле кога ќе видам. Тогаш ќе дојдете, ќе правиме исто така интервју, ќе видите, ќе ви дадам комплет плановите кои се зацртани за општина Струмица со населените места и спрема тоа сега илузорно јас да обеќам тоа ќе направам, оноа ќе направам, а на крајот ништо не направено. СДСМ со Зоран Заев и компанија 16 години, а нема 3 каменчиња поместено. Па вие рековте дека еден мандат е малку, значи Па малко, па им треба уште време. Он има 4 минути. Добро. Да, 4 мандати минуто. И затоа треба да се сето тоа сопре на еден начин и да се даде нов импулс на градот. Да почне да живее градот. Значи вие го ветувате. Апсолутно. за- Да. Добро е, те ви благодарам што бевте гости во утрески брифинг. Молам. Почитувани гледачи, бевме во Струмица, поразговаравме со кандидатот на Интегра Васе Витанов. Се надевам дека успеавте да разберете какви се неговите планови, кои се неговите забелешки, а и струмичани веројатно имаат можност да слушнат.